Српската заедница во Македонија, регионален одбор Куманово и Демократската партија на србите во Македонија денеска ја одбележаа 27 годишнината од почетокот на НАТО бомбардирањето на тогашна Сојузна република Југославија во 1999 година. Со едноминутно молчење и палење свеќи во црквата Света Тројца, присутните оддадоа почит на жртвите, испраќајќи порака за мир, достоинство и надеж дека нема да се повтори. На данашњи дан пред 27 година почело е НАТО бомбардување Савезне републike Југославија. Тог 24. марта 1999. godine 19 земаља НАТО алијансе се без дозвола Савети безбедности обрушило на Србију због оптужби да српске снаге безбедности врше етничко чишчење косовских албанаца. НАТО е 24. марта 1999. godine u 19 časova i 45 minuta počeo vazdušne napade na vojne ciljeve u Savezne republike Jugoslavije, da bi se kasnije udari proširili na privredne i civilne objekte. Prve krstareće rakete prve večeri napada pale su na kasarnu u Prokuplju, kada je stradao prvi vojnik vojske Jugoslavije Boban Nedeljković. 2 minuta kasnije pogođeni su vojni ciljevi u Prištini. Zatim su 3 krstareće rakete u 20 časova i 5 minuta pogodile podzemni bunker u Kuršumliji kada je poginulo 11 vojnika. Bombe su oko 20 časova i 10 minuta pale na kasarnu u Vrbici. Vojni ciljevi u Batajnici pogođeni su u 20 časova i 38 minuta. U napadima koji su bez prekida trajali 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture, crkve i manastiri. Procena štete koju imala Savezna republika Jugoslavija kreću se od 30 do 100 milijardi američkih dolara. Konačan broj izgubljenih života nije usaglašen. Nezvanično se procenjuje da je poginulo između 1200 i 4000 civila i da je ranjeno više od 12.000 lica. U noći 23. aprila 1999. godine u 2 časa i 6 minuta NATO je u napadu na zgradi televizije usmrtio 16 radnika RTS-a, što je bilo prvi slučaj u istoriji da je medijska kuća proglašena za legitimni vojni cilj. Советот на општина Куманово утре ќе одржи редовна седница со 2 точки на дневниот ред. Советниците ќе имаат можност да расправаат за предлог програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Македонија на подрачјето на општина Куманово за 2026 година, но и да постават советнички прашања. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера вечер лишиле од слобода 59 годишен кумановец бидејќи физички ја нападнал неговата 63 годишна сопруга, соопшти полицијата. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Според секторот за внатрешни работи Куманово, вчера попладне бил приведен и 38 годишен жител на Кумановско село, затоа што физички го нападнал неговиот малолетен син. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, соопшти полицијата. Кумановскиот оџачар Амзи Рушитидино и годинава продолжува со хуманата мисија. Планира да исчисти символично 63 оџаци на домови, односно на граѓани кои што ќе му донесат уплатница дека донирале на сметката на Сдруженијето на граѓани 16 март Кучани. Целта е со собраните средства да се изгради спомен обележје во Кучани во чест на 63 жртви на пожарот во дискотеката Пулс. Во меѓувреме планира да организира и хуманитарна музичка вечер со кумановски естрадни уметници. Минатата година јас имав една мисија во Кочани од 2 до 5 мај, каде за мене успешно е завршена, иако лично не сум задоволен од таа мисија. Се знае зашто зборуваме за овие од дискотеката Пулс, децата што изгореа таму, имаме толку голем број на повредени. Ова година таа иницијатива сакам да ја спроведам во Куманово. Ајде да видиме ми кумановци колку сме хумани.
да дадемо и ми наш допринос од Куманово, со што ја ќе помогну да очисту 63 оджака у град Куманово, а средства да се уплати на овој жиросметку овдека. Свакој ќе ми донесе уплатницу дека уплати, ја ќе иду механички, ќе му го очисто оджак. Значи, со тој ми ќе дадемо како град Куманово наш допринос. Покрај тој, у преговори сам с наши естрадни уметници у град на Куманово, исто така со ресторан Грација, кој е спремен, значи и тие ми дадоа дозвола да направиме една вечер, хуманитарна вечер, за истата цел, кои средства ќе бидат наменети за оваа цел. Се слушнав телефонски со Нино Величковски, Маргица Антевска, тие се изненадени и велат дека идејата е многу убава, меѓутоа ќе бараме термин кога има слободен термин во Грација, исто таа вечер. Јавно ги повикувам сите бизнисмени од град Куманово за ова цел да дадат својот допринос. И граѓаните на град Куманово. Јас искрено колку го познавам градот Куманово, јас сум тука роден, тука израснав. Знам дека ние секогаш бевме хуманитарни во вакви акции. Најголемата наша хуманост, вие сте доста млади не пазните, 63-та година ја дадовме кога беше земјотресот во Куманово. Исто така, многу нашиот град, нашите кумановци ќе чујат некаде во границите на своите можности тие помагат. Верувам дека и сега ќе биде исто така. А кога кажав дека од Кочани не сум благодарен, не сум задоволен, односно, иако големи поздрави до градоначалникот, до Црвениот крст, до пожарната екипа, до сите таму кои ми помогна, значи да реализираме, да. Меѓутоа, луѓето беа во стресови, верувам дека беше така, целиот град беше во стрес, има ужасна слика таму што видов, беа во стрес и на нив не им дојде сега да чистат оджаци во тој момент. Верувам дека кумановци ќе излезат. И со вашата помош, верувам вие ќе ни дадете малку крилје за да можам и јас да полетам. Дај Боже да ме држи здрави и до година и наредните години сите заедно да направиме вакви и слични хуманитарни акции. Не дај Боже да ги има вакви од оваков тип, него хуманитарни акции од некој друг тип. Крај мене имам уште 4-5 кои работат вака, работат нелиценцирани, не запознаени во работа, него секој се снаоѓа на свој начин, меѓутоа и има, значи, наши стари кумановци кои останало уште од татко ми, негови муштери, така да кажам, викат. Јас сум задоволен сум, но додека ме држи снака да ќе помагам, нека ме вика. Мината година за време на изборите 116 оджаци очистив за социјалните случаи. И тоа ги одбрав и сега јас ги бирам. Самохрани мајки, деца со посебни потреби, социјални случаи. Кој ми покажуваше дека има сметка од социјално, јас сум ги очистил оджаците. Ете, тоа е мој допринос што можам да дам. Во организација на Одделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита при општина Куманово, вчера се одржа тркалезна маса на тема финансиска поддршка на здруженија за вршење работи од социјална заштита, детска заштита и здравствена заштита. Целта на средбата е информирање на здруженијата за мерките и активностите што ги спроведува општината, врз основа на кои ќе бидат спроведени јавни повици за финансиска поддршка на заинтересираните здруженија. Пред представниците на здруженијата кои работат во наведениве области беа презентирани мерките финансиска поддршка за вршење работи од социјална заштита на здруженија и организирање на превентивни кампањи, трибини, работилници, проекти и фокус групи, како и промотивен, односно превентивен материјал за подигнување на јавната свест на граѓаните од областа на социјалната и детската заштита, согласно програмата за развој на социјална заштита на општина Куманово за 2026 година. На покана на амбасадорката на Грција во Македонија, градоначалникот Максим Димитриевски и представници на општинската администрација вчера вечер присуствуваа на свеченост по повод Националниот ден или Ден на независноста на Грција, објави општина Куманово.
Пред присутните гости се обрати амбасадорката на Грција, која го нагласи значењето на одбележувањето, потсетувајќи на историското наследство и трајните вредности, кои се основа на едно демократско општество. Пригодната културно-уметничка програма го представи културното богатство, создавано со труд и долгогодишен напор. Со почит кон меѓусебните односи и разбирањето, општина Куманово продолжува да поддржува продлабочување на пријателство и соработка, потенцирајќи стабилна и позитивна перспектива, со цел подобра иднина преку напредок и просперитет за граѓаните на двете страни, се вели во соопштението испратено до медиумите. Вкупно 24 проекти финансирани преку годишната програма за проекти од национален интерес на Министерството за култура и туризам ќе реализира националната установа Музеј Куманово во текот на 2026 година. Вкупниот буџет изнесува 3.630.114 денари, а оваа година посебен акцент ќе ставиме на археолошкиот астрономски локалитет Кокино, каде што бележиме 25 годишен јубилеј, информира директорката Марија Живачки. Со фатени 24 проекти, од кои 16 припаѓаат на музејска дејност, 2 проекти од меѓународна дејност, 5 проекти се од визуелни уметности и 1 проект од инвестиции. Оваа година посебен акцент ќе ставиме на археолошкиот астрономски локалитет Кокино, во кој обележуваме 25 години јубилеј и ќе бидат отфатени повеќе проекти за кои што имаме одвоена сума од 1.780.000 денари. Национална установа Музеј Куманово секогаш ги подржувала проектите од областа на културата, од областа на истражувањето, едукација, изложби, така да и ова година се надеваме дека ќе излеземе со богата културна уметничка програма во нашиот град. Од областа на музејска дејност се изберени следниве проекти: систематски археолошки искупувања на локалитетот Градиште во Бислимска клисура во село Пчиња со 250.000 денари, систематски археолошки искупувања на локалитетот Младо на Горичане со 250.000 денари, традиционална исхрана кај албанците во Куманово 50.000 денари, ревијално прикажување на модните трендови од Ала Турка Ала Франга 80.000 денари. Преродбена црква Свети Никола во Куманово 30.000 денари. Надграба и одржување на дигитален систем на музејска документација 30.000 денари. Великденска работилница во музеј 50.000 денари. Едукативна сликовница Јазикот е моето културно наследство 50.000 денари. Одржување на сајт на музеј Куманово и Кокино 20.000 денари. Конзервација на дел од мозаик по меморијалниот центар Асно во село Пелинце 150.000 денари. Едукативни работилници сподели богатство 30.000 денари. Уредување и тековно одржување на локалитет Кокино во село Кокино 50.000 денари. Интерактивна и технолошка осовременување и презентација на нумизматички збирки 50.000 денари. Тековно одржување на меморијалниот центар Асно во село Пелинци и одбележување на празниот код 2 август 100.000 денари. Партизанските одреди во Куманово 1941-44 година 30.000 денари. Кокино 25 години подоцна, јубилејот повеќе проекти 1.780.000 денари. Од областа на меѓународна дејност имаме 2 проекти, тоа е учество на меѓународен конгрес на византолошки студии во Виена во Австрија и реализација на проектот Феноменот на ранохристијанските базилики со апсиди прилепени на градските бадеми во Тесалија, регион на Волос во Грција со 74.474 денари. Од областа на визуелни уметности, архитектура и дизајн има 5 проекти во кои се следниве: ликовна колонија Куманово 2026 година со 200.000 денари, кумановски ликовни уметници 50.000 денари, изложба на дел од ликовна колонија Куманово 2025 40.000 денари, Live Visual Art 2 50.000 денари и самостојна изложба на Александра Симоновиќ Симо со 50.000 денари. Од областа на инвестиционо одржување, осигурување, адаптација и набавка на опрема имаме добиене проект од 100.000 денари за опременување на етнолошкото оделение компјутерска опрема. Тоа се сите 24 проекти кои поминаа за ова година.
Во просториите на Младинскиот центар Мултикулти Куманово вчера вечер беше организиран настан исполнет со стихови на македонски, албански и српски јазик, како и ликовна изложба на дела од млади автори од различни етнички заедници, објави Мултикулти. Глас без граници, литературниот и ликовен конкурс организиран по повод Светскиот ден на поезијата, беше заокружен со литературно читање и изложба на пристигнатите дела. Во рамки на настанот беа доделени и награди за најдобрите учесници. На литературниот конкурс распишан на македонски јазик прво место освои Дарија Трендафиловска, на албански јазик прво место освои Ерина Бајрами, на литературниот конкурс на српски јазик прво место освои Јоана Ѓоргиевска, на ликовниот конкурс прво место освои Мартина Саздевска, второ Матеј Павловски, трето место Мелани Пауновска. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера околу 17 часот лишиле од слобода 34 годишен кумановец бидејќи на булеварот Трета македонска ударна бригада се обидел да одземе делови од паркирано патничко возило. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Полицијата соопшти дека вчера вечер во 23 часот полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода вкупно 6 лица од Тетовско, Кумановско и Гостиварско, затоа што на подрачјето на Куманово организирале борба на кучиња. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе следуваат соодветни пријави, соопшти секторот за внатрешни работи Куманово.